Здраво, драги гледачи, голем поздрав од мене и од малите суперзвездички, со кои денеска ќе направиме една специјална и многу интересна емисија. Сакам уште во почетокот да кажам дека денеска е многу убав сончев ден во градот Скопје, ден кој што јас и малите суперзвездички го искористивме да киднеме далеку од школските клупи, далеку од нашите дневници, далеку од нашите наставници, да дојдеме овдека директно во градскиот парк, каде што ќе може да направиме нешто многу интересно и многу специјално за сите вас. Имено станува збор за следното: подолги години наназад многу од нашите гледачи се интересираат за Суперзвезда. Исто така и нивните родители и многу мои пријатели ме прашуваат кога ќе дојде редот Суперзвезда да направи една емисија и да ги открие тајните за себе. Денеска дојде денот, драги дечиња, дали вие би сакале да дознаете нешто повеќе за Суперзвезда? Да. Имате ли прашања од кои што од секогаш ви останале неодговорени и сте се уште во потрага по одговорот? Да. Денеска се наоѓате на вистинско место, денеска оде во градскиот парк, јас ќе бидам оној кој што ќе одговара, а вие ќе бидете тие кои што ќе прашуваат. Договорено? Да. Затоа вие, драги гледачи, останете со нас во следните 60 минути, ќе имате уникатна и ексклузивна можност по 11 години молчење конечно да ја дознаете вистината за Суперзвезда. Денеска ќе имате шанса да дознаете што е Суперзвезда, како почна Суперзвезда и што се случуваше во Суперзвезда сите овие 11 изминати години. Затоа, почитувани гледачи, останете со нас, ќе имате неверојатно интересна и возбудлива емисија, а до тогаш јас ви праќам безброј бакнежи и со Суперзвездите ви го испраќаме нашиот уникатен и ексклузивен поздрав кој гласи вака: 3-4 Правиме журка. 11 години, драги гледачи, во Суперзвезда сум на страната на дечињата и заедно со нив одиме на разни места, запознававме разни луѓе, се дружевме, откривавме, дознававме. Јас секогаш бев во улога на водител, но овој пат работата малку ќе биде сменета. Тие ќе бидат оние кои што ќе прашуваат, а јас ќе бидам оној кој што ќе одговара. Во оваа емисија, како што најави во почетокот, ќе имате шанса да ги дознаете тајните за Суперзвезда. Ајде да видиме, имате ли прашања кои што би сакале да ми ги поставите, да? Ајде да почнеме од некаде. Ева нека биде онаа која што ќе го скрши мразот. Ева, повели, што тебе те интересира? Мене ме интересира што е тоа Суперзвезда. Вака ќе ти одговорам, ева. Суперзвезда е проект кој што е наменет за деца на возраст до 12 години, но тоа не значи дека не може да го гледаат и нивните постари брачини и сестричиња, мајки, татковци, баби и дедовци. Ја гледаат ли вашите роднини и пријатели Суперзвезда, да? Да, и што мислат за емисијата? Добре? Ете така, значи Суперзвезда на некој начин е фамилиарен проект кој што не е наменет само за децата, туку е наменет за целата фамилија. Суперзвезда е проект кој што сака на децата да им пружи убави содржини. Пред се, детскиот музички фестивал сака да им ги пружи најдобрите песнички на децата, затоа воедно ние ги ангажираме и најдобрите автори во Македонија, додека телевизискиот проект Суперзвезда сака да им пружи на децата неформално образование и едукација. Значи формално е кога вие одите на училиште, имате домашни, решавате и учите колку е 1+1, така? А неформално образование значи кога вие ќе гледате телевизија и кога ќе откриете, значи заедно со Дарко, некој чичко што работи, некоја работа како се прави, така, значи некои интересни работи кои не може да ги научите на училиште. Интересна ли ви е Суперзвезда во тој поглед? Ушивате ли додека гледате емисијата? И мислите дека ли има некои работи кои вистински може да се научат, кои не може да бидат презентирани во вашите учебници и ги немате на училиште? Да. Многу ќе ми биде драго ако сме успеале во сите овие 11 години да го направиме тоа, бидејќи Суперзвезда е еден многу голем, многу сериозен детски проект кој што ние сите кои што работиме во позадина на овој проект го работиме со многу љубов. Задоволни од одговорот? Да. Ајде, одиме на прашање број 2. Кој ќе го постави? Повели, Злато, кој е мате твоето прашање? Јас сакам да те прашам, Дарко, колку години постои Суперзвезда? И ова е убаво прашање. Значи, Суперзвезда постои 11 години на телевизија. Значи, во 1999 година, на 16 јануари, точно во 10 часот наутро, на А1 телевизија се емитуваше првата емисија Суперзвезда. Од тогашка па до денеска, да, константно секојдневно се емитува Суперзвезда во програмата на некоја национална телевизија. 5 години бевме на А1, потоа 5 години бевме на Канал 5 и сега од неодамна сме на Алфа телевизија. Инаку сакам да кажам дека Суперзвезда е проект кој што беше многу тежок за да се подготви и да стартува во програма.
Јас Супер звезда ја започнав да ја обмислувам во 97 година. 2 години ја подготвував. Беше многу тешко да се организира сето тоа, значи да се замисли проектот како ќе функционира. Беше тешко да се најдат наставници кои ќе работат со децата, да најдеме простори да го подготвиме, да го адаптираме, па да распишеме аудиција за да ни се јават дечиња кои што ќе ги вклучевме во нашите танчери, тогаш во тоа време имавме и манекени, па и хористи. Значи беше тешко да ги направиме првите песни, да го направиме првиот фестивал, значи да го скршиме мразот и да успееме на дечињата да им понудиме еден проект сосема поразличен од оние претходните телевизиски проекти кои децата имаа шанса да ги гледаат дотогаш. Нашата идеја беше да направиме нешто убаво, нешто современо и нешто модерно. Успеавме ли во тоа? Да. Баш ми е драго ако така мислите. Ајде име кој ќе го постави сега следното прашање. Ево оваа згодна женска, повели Магда, кој е твоето прашање, кукле? Здраво, Дарко, сакам да прашам кој ги измисли името и знакчето на суперзвезда? Ти благодарам, ова е прекрасно прашање. Името на суперзвезда го измислив јас. Обично кога сум измислувал имења за некои други работи, сум имал по 2, 3, 5 или 10 комбинации, па секогаш сум ја одбирал најдобрата. Кога беше прашање да се одбере име за суперзвезда и кога знае веќе за каков проект станува збор, јас имав само еден предлог. Тоа беше името суперзвезда и немав друг никаков предлог. Значи, спонтано само по себе си се роди тоа име суперзвезда, бидејќи знаев дека дечињата, оние кои што сакаат да пеат, оние кои што сакаат да танцуваат, имаат желба кога ќе пораснат да станат што друго ако не суперзвезди. Тоа мене ми дојде како најлогично решение, така да и самото име едногласно си го прифатив и веднаш проектот го крстив суперзвезда. Но интересно е како се роди знакчето на суперзвезда. Ги паметите, ги знаете буквите на суперзвезда. Сакам да знаете сите дека секоја буква во логото на суперзвезда има своја приказна и своја историја. Јас кога го правев логото на суперзвезда, отидов во неколку основни училишта низ Македонија и низ Скопје и замолив неколку наставници да ми помогнат во мојата мисија. Мисијата беше да ги натераме дечињата да замислат тие како би го напишале името и логото на суперзвезда и да ми дадат предлози. Ние собравме околу 1000 ливчиња кои што со посебен компјутерски програм ги ставивме во компјутер и тамо можевме да ги комбинираме разните букви кои што децата ги имаа напишано. Така да, секоја буква е буква која што е направена од едно или од група на дечиња кои што ги имаат цртано, со тоа што ние во компјутер ги доработивме, ги правевме да бидат од прилика иста дебелина, ги правевме некои да бидат помали, некои поголемки и така успеавме да го направиме логото. Значи сакам сите да знаете дека денеска кога ќе го видите логото на суперзвезда, тоа представува труд на многу деца и е направено со многу љубов. Ви се допаѓа ли? Баш ми е драго ако е така. Ајде сега одиме понатаму. Кој ќе поставува прашање? Оваа женска ми ја повели Злато. Кој е твоето прашање? Здраво, Дарко, сакам да те прашам како ти дојде идеја да ја направиш суперзвезда? Идејата за правење на суперзвезда едноставно се случи спонтано. Многу работев во мојот живот и еден ден решив да сменам и да почнам да работам нешто со што ќе бидам премногу задоволен во работата, каде што ќе се најдам себе си. И бидејќи пред се многу добро ми оди муабетот со деца, значи јас сакам деца и уживам кога сум во друштво со нив. На пример, сега, јас мислам дека нема посреќен човек на светот. Понатаму имам огромна љубов према музиката која наследив од мојот татко, кој што е пејач, музичар, композитор. Понатаму имам голема желба за работа на телевизија, додека некои мои колеги имаат трема. Јас никогаш немам трема и уживам кога сум заедно со моите драги гледачи. И понатаму исто така мојата голема желба да организирам и да правам големи работи, решив да направам еден голем проект кој што на дечињата во Македонија ќе им овозможи да гледаат квалитетни детски емисии и да слушаат квалитетна детска музика. Едноставно од сите тие работи кога се собраа на куп и кога се ставија на хартија, резултатот излезе дека треба да направам еден ваков проект токму како што е суперзвезда. Одиме понатаму со прашањата, може? Ајде, повели Злата. Здраво, Дарко, јас сакам да прашам дали со суперзвезда твојот сон стана реалност? Па да, апсолутно. Сметам дека секој човек на оваа планета треба да ја ги работи оние работи во кои што е комотен, во кои што се чувствува најдобро, едноставно да не се доведе во ситуација да прави нешто, а да е несреќен со самото тоа. Јас со суперзвезда го остварив мојот сон, бидејќи тука се наоѓам себе си најдобро и бидејќи јас уживам, без разлика дали треба да станам во 6 часот наутро, па сум спиен само 2 часа, или без разлика на тоа дали треба да не спиам 2 дена и да се посветам на напорна работа за суперзвезда, јас уживам.
Јас уживам, значи, во секој момент кога сум со дечињата, во секој момент кога сум во мојата канцеларија, во секој момент кога се дружам со вработените во Супер Звезда. Тоа за мене представува големо уживање и исто ви посакувам и на вас во вашите животи да се најдете себе си и сите оние работи кои што ќе ги работите понатаму, да ги работите со многу љубов. Ето така. Имаме ли уште прашања да видиме? Еве, повели Злато, ајде ова нека биде последно прашање па да направиме една пауза потоа. Повели. Дарко, сакам да те прашам колку деца пееле и песни има на Супер Звезда. Убаво прашање е ова. Никита, значи, во Супер Звезда до сега се снимени од прилика 300 песни, нешто повеќе од 300 песни. Знаете ли колку е тоа вака? Ќе пробам да ви објаснам на еден подруг начин. Доколку секој ден слушате по една различна песна, значи песните од Супер Звезда вие ќе може континуирано да ги слушате во период од 10 месеци, значи тоа е скоро една година, секој ден да слушате по една нова песна. А кога е во прашање бројот на деца кои учествувале, како солисти во Супер Звезда имаат учествувано околу 400 дечиња, значи тоа е стварно многу, вака. Например, земено во бројка има училишта кои што имаат по 400 ученици, значи толку деца само биле како солисти во Супер Звезда, а децата кои биле во хорот и децата кои учествувале во групата на танчери се преку 700, што значи над 1000 деца до сега биле дел од големиот проект на Супер Звезда. Задоволни ли сте од одговорите? Да. Ова нека биде првата рунда на разговор која што водевме овдека. Ќе направиме мала пауза да одмориме ние да одморат и гледачите. Има уште многу прашања на кои што јас со задоволство ќе ви одговорам. Ќе направиме пауза да одморат нашите гледачи, а ние ќе смениме локација. Договорено? Да. Ајде, 3-4. Је! Менуваме локација. Дечки, како се чувствувате? Кажете колку убав сончев ден, нели? Да! Кажете колку е уште најубав бидејќи не сме на училиште денеска, а? Да! Епте, јас сум подготвен за втора рунда прашања. Подготвени сте вие? Да! Кој ќе ме праша прв да видам? Ајде, 3-4 кревете раце горе. Марта прва крена. Марта, имаш ли прашање за мене? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, Дарко, сакам да те прашам колку големи деца може да се запишат во Супер Звезда. Тоа е прекрасно прашање, Марта. Супер Звезда има јасно одредени пропозиции и значи во Супер Звезда може да се запишат дечиња кои најмалку имаат 5, а најмногу имаат 12 години. Зошто 5? Сега најниската граница да објасниме, за да бидејќи оние дечиња кои што се помали од 5, кои што имаат 4-3 години, кажете ми вие, тие мирни ли се? Слушаат ли? Работат ли во група? Значи, ние сите работиме во група, а тоа едно од 3 години само ќе си игра тамо, ќе си скока. Така, и доколку ние на тие деца им кажеме да не пипаат во штекерот, каде одат тие прво да пипнат? Во штекерот. Бидејќи пипаат во штекерот, малите деца не ги запишуваме во Супер Звезда додека не наполнат 5 години, драги гледачи, а кога ќе наполнат 5 години и кога ќе бидат подготвени да работат во група, нашите наставнички прво ќе ги видат на аудиција, еден месец ќе си поработат со дечињата, значи, а потоа оние кои што ќе решат да продолжат и на кои што ќе им се допадне Супер Звезда, одат и членуваат се додека не наполнат 12 години. Колку години вие членувате во Супер Звезда? Еве, например, Кате? Јас учествувам 4, а ми е 5. Ова е 5. А Марта, колку години си ти во Супер? 5 година, да. А ти, Злато Јована? 3. 3, а ти, Кукле? 2. Значи имаме 2, 3, има некој што е 1, но на повеќето дали ви се допаѓа членувањето во Супер Звезда? Да. Дали мислите дека наставниците во Супер Звезда се добри? Да. Дали добро се забавувате и добро се дружите таму? Да. Баш ми е драго ако е така. Ајде одиме понатаму со следното прашање. Здраво, Дарко, сакам да те прашам кои деца може да учествуваат во Супер Звезда. Прекрасно прашање, Луна, и ќе ти одговорам вака. Супер Звезда не ги дели децата по вера, не ги дели по боја, не ги дели по националност, не ги дели ниту пак на богати и сиромашни. Во Супер Звезда можат сите деца да членуваат. Значи, во Супер Звезда се добре дојдени сите оние деца кои пред се сакаат да пеат, кои сакаат да се забавуваат и кои сакаат да учествуваат во најголемиот и најгледаниот детски проект во државата и кои што ќе ги почитуваат сите оние работи, значи да бидат добри, да бидат мирни на час и да бидат добри ученици на училиште, бидејќи само ако се добри ученици на училиште и ако добиеме препорака од мама и тато дека биле добри и дека слушале дома, само тогаш може да ги зачлениме и да бидат дел од Супер Звезда. Јасно? Да. Ајде, следно прашање кој ќе постави? Повели.
Дарко, дали е точно дека едни исти деца одат во секоја емисија на Супер Звезда? Прекрасно прашање, Супер Звезда, сакам да кажам дека има едно правило, а тоа е правило на рамноправност. Сите деца еднакво да прават се во Супер Звезда. Нема дечиња кои нешто ќе направат повеќе, а некои други ќе направат помалку. Значи, сите деца кога снимаат емисија, одат прво да помине кругот, значи на сите, а потоа почнуваме втор циклус. Некогаш ние ги бираме дечињата според возраст, например, не можеме мали дечиња кои не знаат да пливаат да ги однесеме на базен, така? Некогаш па не може големи деца да ги однесеме во градинка, нели? И ние правиме, значи, комбинации со дечињата кои каде би требале да одат, размислуваме претходно, ги консултираме родителите, но сите оние дечиња кои што се во Супер Звезда снимаат подеднаков број на емисии или имаат подеднаков број на учество во детските песни на фестивалот, во топ листата и слично. Ајде сега понатаму, кој ќе праша? Повели, Злато. Здраво, Дарко, и сакам да те прашам дали Супер Звезда организира зимување или летување? Убаво прашање. Супер Звезда не е организација која што сака да остварува профит, поточно да заработува од децата. Затоа Супер Звезда не организира ниту зимување, ниту летување, ниту некакви кампови. Јас апелирам и до оние кои што го прават тоа, значи добро да размислат каква одговорност превземаат, бидејќи да се однесе едно дете на зимување или на летување, значи да се превземе голема одговорност за тоа дете, бидејќи тоа дете таму може да се повреди. Може да настине, може да се разболе, може да добие храна која ќе биде добра или која е лоша, може да пие вода која ќе биде добра или која ќе биде лоша, може да се степа или да се повреди. Значи голема одговорност е да се земе едно дете и да се носи некаде. Дури ние кога правиме еднодневни екскурзии, кога снимаме емисии по други градови, земаме наставници со нас кои ќе внимаваат на дечињата. И тоа го сметаме за голем ризик. Затоа Супер Звезда нема намера и нема да организира ниту земувања, ниту летувања, ниту било какви кампови со цел да остварува профит, децата да плаќаат, а некој да заработува. Супер Звезда не гледа интерес во тоа и смета дека ова што го прави, пеење на детски песни, снимање емисии е сосема доволно. Така да се разбравме по ова прашање. Ајде одиме сега со следното, повели Кукле. Каде и дали може да се гласа за топ листата на Супер Звезда? Топ листата на Супер Звезда нема надпреварувачки карактер. Топ листата во Супер Звезда е со ревијален карактер, што значи имаме намера да ги презентираме песничките, имаме намера да ги покажеме, а не да се надпреваруваат дечињата. Како што кажав пред малку, Супер Звезда нема интерес во тоа да заработува од детските песни или од децата, затоа Супер Звезда нема SMS пораки, нели како што има на некои други места, нема 0500 оние линии за звонење или оние другите телефони кои што се на мобилните оператори. Затоа Супер Звезда нема организирано гласање за топ листата. Има еден интересен модел кој што се копира, што значи сите песни во Супер Звезда кои што се 50 во текот на една година, која што пак има 52 недели, рамноправно се имитуваат во програма и секоја песна ќе биде и на прво, и на трето, и на осмо, и на пето, и на 10-то место, еднаков број пати како и другите песни. Значи имаме шаблон, тој шаблон се копира и песните рамноправно се пуштаат. Како што кажав пред тоа, Супер Звезда, значи има едно единствено правило на рамноправност меѓу дечињата кои што учествуваат. Одиме понатаму. Здраво, Дарко, и сакам да те прашам што мислиш ти за другите детски фестивали? Па јас се радувам што Македонија има голем број на детски фестивали. Ние сме една од малкуте земји кои што имаат многу фестивали за деца. Значи многу фестивали, многу музика, значи многу среќа за сите оние дечиња кои што ќе можат да уживаат во таа музика и ќе поздравувам сите организатори кои што прават детски фестивали ширум Македонија. Јас се дружам со повеќето од нив, ме викаат, ме канат, многу посебно ми е голема чест кога ќе можам да отидам некаде, па дури и мојата мала керкичка, која што сега има 1,5 година, ја учам да ги слуша и да ги сака сите тие фестивали, да ги слуша нивните песни, не само да слуша музика од Супер Звезда. И планираме еве сега уште малку кога ќе порасне, кога ќе наполни барем најмалку 2 годинки, да ја носам со мене и да почнеме да ги посетуваме заедно и другите фестивали. Инаку сакам да апелирам до Министерството за култура и надлежните државни институции да дадат поголема помош на сите оние кои што прават било какви проекти за деца, а поготово кои што прават музички проекти за деца, со цел децата во Македонија кои се нашето најголемо богатство да добијат што е можно повеќе и уште од мали да бидат подготвени, да можат да го препознаваат доброто за еден ден кога ќе пораснат, никој да не може да ги лаже, да им кажуваат дека е добро за нешто што не е така, нели? Да. Ете, има уште некој прашање?
Ајде, уште едно прашање па ќе правиме пауза. Ти ќе го поставиш кукла? Луна повели, кој е твоето прашање? Здраво, Дарко, сакам да те прашам што мислиш ти за другите детски емисии? Прекрасно прашање. Јас искрено сметам дека во Македонија имаме или многу добри емисии за деца, или имаме многу лоши емисии за деца. Една од оние емисии за кои што сметам дека вистински се добри е, например, емисијата која што се емитува на Телма и се вика 5+. Сте го гледале, Петко? Да! Сте ја гледале, Мина? Да! Мојата керкичка ги обожава, вистински ги сака, еве од се срце сакам да ги поздравам. Инаку има емисии за кои што сметам искрено дека се лоши емисии, бидејќи сметам дека тамо се прават празни муабети, дека децата не добиваат информации кои некогаш утре ќе им бидат од корист, дека има, значи, буквално такви емисии каде што децата не можат ништо добро да научат, и затоа сметам дека повторно тука државата треба да има некоја законска рамка кога се децата во прашање, да дозволува или да забранува што може, а што не може да се емитува. Дали сте задоволни од оваа втора рунда на прашање? Многу. Да. Дали малку сте уморни сега? Да. Би сакале да седнете да одмориме? Да. Нека одморат и нашите гледачи, а потоа одиме повторно да се дружиме заедно со мене во потрага по нови одговори за вистината за суперзвезда. Јас уживам, а дали уживаат суперзвездите? Да! Кажете колку убав сончев ден, нели сончевите зраци не милуваат, а ние уживаме овдека, драги гледачи, во градскиот парк и дел по дел одговараме на сите оние прашања кои малите суперзвездички ги имаат да ги постават овдека во врска со нивниот омилен детски проект, а тоа е Суперзвезда. Кој сака да поставува уште прашање понатаму? Ајде да видам. Кате, ајде биди таа која што ќе го постави сега првото прашање. Што би сакала ти да дознаеш? Дарко, дали е точно дека фестивалот Суперзвезда е најголем? Благодарам, Кате, ова е прекрасно прашање. Да, Суперзвезда е еден од најголемите фестивали на Балканот и најголем во Македонија, според бројот на песни кои што ги имаме на нашиот фестивал, а тоа е 50 песни секоја година, значи нови детски песни кои премиерно се изедуваат на нашиот фестивал. Суперзвезда важи за фестивал кој прави двојно или тројно пати повеќе песни од она што прават другите фестивали. Исто така според бројот на посетеност или според бројот на продадени влезни билети, Суперзвезда важи за еден од најголемите фестивали, значи, на Балканот. Ете така, одиме понатаму, кој ќе го постави следното прашање. Еве, повели Злато. Здраво, Дарко, сакам да те прашам дали песните на Суперзвезда се поразлични од другите. Да, точно е. Песните на Суперзвезда се поразлични од другите песни, бидејќи кога почна Суперзвезда пред 11 години да работи на овој проект, нашата идеја беше да го надминеме оној традиционален комунистички призвук на песни, значи песни какви што пееле партизаните на Тито во тоа време, значи да направиме нешто сосема ново и да направиме модерни, интересни песни кои што ќе бидат во тренд со сето она што во моментов се случува на музичката сцена низ светот. Така да вие кога доаѓате во Суперзвезда, ние нели да прашуваме каква музика вие слушате. И најчесто дечињата нас во последниве години носат песни какви што пее Ријана, какви што пее Бионсе, какви што пее Мадона или некој од Майкл Джексон или нешто слично, и во споредба со нивните барања ние даваме се од себе и правиме модерна музика за деца. Тоа е тоа што ги прави песните на Суперзвезда да бидат поразлични од песните на другите детски фестивали. Дарко, сакам да знам зошто на фестивалот Суперзвезда нема награди. Суперзвезда нема награди, бидејќи на нашиот детски музички фестивал ние не сакаме да направиме децата да се надпреваруваат меѓу себе. Дали би било фер еден да победи, а 49 деца да си отидат несрекни дома? Што мислите вие, би било ли во ред да биде така? Бидејќи Суперзвезда не може да даде 51 места, затоа ние немаме награди на нашиот фестивал и фестивалот е исклучиво од ревијален карактер, што значи децата треба да дојдат, да отпеат и да одиграат најдобро што можат и што умеат,
а сето тоа да помине во духот на забава, на дружење, а не во дух на надпревар. И јас искрено кога го правев Суперзвезда пред 11 години, сметав дека дечиња на оваа возраст на која што сте вие, не треба да ги туркаме кон тоа да се борат и да се надпреваруваат едни со други, па потоа тој надпревар да премине и кај родителите, него сметам дека е вака најдобро, сите да пееме рамноправно и сите подеднакво да бидеме емитувани и на телевизија и сите подеднакво добро да си поминеме на фестивалот. Затоа Суперзвезда нема награди. Здраво, Дарко, сакам да прашам кои деца можат да добијат песна во Суперзвезда. Ете, исто како што кажав преска, ќе кажам и сега, Суперзвезда не ги дели дечињата на црни, на бели, према вера или према нација, значи во Суперзвезда сите дечиња, оние кои што имаат најмалку 5, а најмногу у 12 години, можат да добијат песна. Значи многу е битно дечињата да сакаат да пеат, да имаат желба. Не е битно да се не знам кој знае какви пеачи, денеска има и компјутери кои знаат малку да не средат околу пеењето и да направат, иако не пееме толку убаво, да звучиме пристојно. Сепак многу е битна желбата на детето и битно е она дете кое што ќе дојде да пее во Суперзвезда, да е добар ученик на училиште и да ги слуша мама и тато. Така ли е? Ги слушате вие мама и тато? Да! Сте добри ученици на училиште? Да! Зато и пеете песни. Ајде да видиме, кој ќе ме праша следно прашање? Здраво, Дарко, сакам да прашам кои композитори пишувале песни на Суперзвезда. Во овие изминати години во Суперзвезда поминале многу композитори, значи скоро и да нема некоја естрадна звезда во Македонија со која што не сме соработувале. Ево кога би требало да набројам, значи во Суперзвезда биле Александар Масевски, го познавате? Пеел некој негова песна? Да, бил Александар Митевски, го познавате и него? А за Оливер Димитров сте слушнале ли? Да, братот на Дарко Димитров, кој што едниот и другиот се мои добри пријатели. Потоа Переот Нокаут, го знаете? А Чичко Кристијан Габровски? Да. Еден батко што пишува одлични текстови, тоа е Чичко Огнен Неделковски, го знаете него? Да, он значи направи фантастични песни во Суперзвезда. Меѓу другите композитори сум пишувал и јас. Песна во Суперзвезда од попознатите имале Владо Јаневски, Калиопи, Елена Ристеска, Каролина ни беше гостинка и Ребека некогаш беше гостинка. Оваа година ќе имаме песна значи и од Бени, знаете Бени и Нонстоп? Да. Значи, голем број на музички звезди од Македонија биле вклучени, но имало и музички звезди од странство кои што биле вклучени во една прилика кога имав шанса да разговарам и да го поканам Бајага да биде гостин на нашиот фестивал. Тоа беше во 2007 година. Тој не само што дојде да биде наш гостин, туку и напише една прекрасна композиција специјално за Суперзвезда, која што го носеше насловот 1, 2, 3. Значи имало многу композитори, многу автори, како од земјава, така и од странство. Ајде да одиме со следното прашање. Здраво, Дарко, јас сакам да те прашам што е потребно за да се направи една детска песна. Прекрасно прашање, Ева. За правење на една детска песна прво е потребно многу љубов и потребно многу разбирање. Потребно оние чичковци и тетки кои што ги пишуваат песните во Суперзвезда и самите да се чувствуваат како дете и да можат да разберат што точно децата сакаат да има во нивната песна. Значи, гледаме да дадеме што е можно подобри текстуални пораки, значи она што е во текстовите на нашите песнички, да е нешто што ќе им биде на дечињата понатаму во животот од корист. Но и сепак сакаме да направиме модерна детска музика и да ги сослушаме желбите на децата, така да додека на другите фестивали се прават детски песни по системот ова е песната која што ќе пееш ти оваа година, по Суперзвезда немаме таков пристап и ние за секое дете пишуваме специјално песна по нарачка од самото дете. Значи детето доаѓа и ни кажува за што би сакала да биде песната, може да биде за симпатија, може да биде за љубов, може да биде за училиште, може да биде за некоја професија, за балерини, може да биде за се што сакате вие и при тоа детето ни кажува во каков стил сака да е песната, значи каков ритам, да е брза, да е спора, откако композиторот тоа ќе го сослуша и ќе го измеша со многу љубов, на крај од целиот тој рецепт испаѓа една прекрасна детска мелодија. Ете, така се прават песните во Суперзвезда. Ајде, одиме сега понатаму. Кукле, кој ќе го постави следното прашање? Повели Злато. Дарко, ќе ми кажеш ли каде може да се видат и да се слушнат старите песни од Суперзвезда? Старите песни од Суперзвезда, значи не се заборавени, старите песни од Суперзвезда, прво ги имаме на нашата страна superzvezda.org, која што мислам дека сите добре ја знаете, но има уште една интересна работа. Од неодамна
од моментот кога Суперзвезда премина на Алфа телевизија, секоја недела во 10 часот и 15 минути Суперзвезда започна со една нова музичка емисија која што се вика Суперзвезда Ретро Хитс. Сите оние песнички со кои што растевме заедно во изминатите 11 години, некои се напишани дури во момент пред вие и да се родите, може да ги видите, како што кажав, секоја недела во 10 и 15 на Алфа телевизија во новата емисија Суперзвезда Ретро Хитс. Одиме сега со следното прашање. Кој ќе ми праша? Да, повели Злато, кое е твоето прашање? Дарко, сакам да ми кажеш кој има највеќе напишано хитови во Суперзвезда. Верувале или не, во Суперзвезда најголем број на детски хитови, според некои показатели и параметри кои ги имаме, например според посетеноста на нашата веб страна и според бројот на песни кои најмногу се гледани и слушани, има напишано човекот кој што е мој татко, а тоа е Драган Мјалковски. Го знаете ли вие Драган? Сте слушнале ли вие за него? Ете така. Мојот татко Суперзвезда си ја доживува многу лично, многу си ја сака и тој компонира во текот на целата година. И додека другите композитори компонираат во периодите кога правиме нарачки према нив, Драган компонира во текот на целата година и на крајот на годината тој има готови 30, 40, а може би и 50 детски мелодии, од кои само најдобрите 3 или 4 завршуваат на нашиот фестивал. Се сеќавате ли на една песна, сега не знам, вие сте многу малечки, дали воопшто некој од вас ја слушнал, но верувам дека вашите родители убаво ќе се сетат на еден рефрен, вели: кој си носи чадорче, не наврнува, сув поминува, не настинува. Така, да? Ви текнува, да? Ете, тоа е песната од Драган. А ти, Злато, исто пееше една песна од Драган. Како беше? На една шумска? На една шумска кука, кука, кука и дрче кука. Ете, на една шумска бука, клука и дрче клука, во кора стара, бубачки бара, ете. Значи, тоа е Чичко Драган, кој што ни подари безброј прекрасни композиции и ќе му пратиме ли еден бакнер сега? Ајде да му пратиме еден голем бакнеш на Чичко Драган Мјалковски, човекот кој што ни напиша безброј убави песни. Јајде уште едно прашање па да направиме пауза малку да одмориме и ние. Ајде повели Мија, кое е твоето прашање за крај? Зошто на пазар се продаваат CD-њата од Суперзвезда? Најчесто по пазарите во Македонија се продаваат пиратски изданија на Суперзвезда. Дали вие знаете што тоа значи? Тоа значи дека некои чичковци и тетки си купиле едно оригинално DVD издание од Суперзвезда, направиле многу копии и истите тие за помалку пари ги продаваат на пазар. Тоа продавање на таков вид на копии на CD-њата и DVD-ата од Суперзвезда е спротивно на законот и тие чичковци и тетки, значи го кршат законот и за да остварат профит, крадат нечие туѓо авторско дело. Значи тие крадат од Суперзвезда, го крадат тоа што вие го пеете, значи вашиот труд кој што е вложен, го крадат трудот на авторите кои што ги напишале сите тие песни, го крадат сето она што е инвестирано за сценографија, за светло, за озвучување и за осветлување, за да остварат некаква корист за себе. Сакам и граѓаните да знаат дека доколку купуваат пиратски изданија, сите оние пари кои што Суперзвезда ги губи, нема да може да ги инвестира во развојот на детската култура, доколку ние продаваме повеќе CD-ња и доколку продаваме повеќе DVD-ја. Ќе имаме повеќе пари и ќе може да правиме поквалитетни детски емисии, а со самото тоа, децата во Македонија ќе можат да добијат повеќе од Суперзвезда. Значи тука и мојот апел: немојте да купувате пиратски изданија и доколку има такви, пријавете ги во Суперзвезда. Нашиот телефон е 02 277 8877. Ние ќе се јавиме до надлежните служби и ќе им кажеме каде се пиратите, а тие ќе појдат и ќе ги санкционираат. Еве, конечно дојде, значи, крајот на ова наше денешно прекрасно дружење. Јас се надевам дека уживавте во денешната емисија. Уживавте ли вие, суперзвездички? Да, ги откривме ли тајните на Дарко и на Суперзвезда, да? Еве, за крај да им пратиме многу бакнежи и да им мафнеме на сите оние што не гледаат и да ги поканиме да дојдат на 17 и 18 април во Универзална сала, заедно да пееме и да се дружиме и да бидат дел од детскиот музички фестивал Суперзвезда 2010, кој се одржува во Универзалната сала во Скопје. Бидете живи, здрави, ве поздравувам јас, ве сакаат малите суперзвездички. Останете на фреквенција на Алфа телевизија, се гледаме повторно за 7 дена од сега, а до тогаш бидете ни живи и здрави. Чао, пријатно до гледање. Чао!